Денес на овој прес збор ќе земат и семејствата на затворените жртви во времето на 10-годишното владење на Никола Груевски и неговите соработници кои се во бегство. Најпрвен би сакала да ја известам македонската јавност дека пред 18 или 19 дена во Собранието на Република Македонија предлагачите Јакуповски Адем, Алија Кадриевски и Нехат Касами го доставија предлог законот за амнистија. Ја испочитувавме законската обврска, добивме одговор од председателот на Собранието на Република Македонија дека истиот предлог закон е поделен на сите 120 пратеника. Како што знаеме, до денеска не добивме никаков дополнителен одговор, иако очекувавме и се надевавме дека нашата борба за пат на овој режим беше правда за сите, а не беше правда, селективна правда. Очекувавме дека ќе собереа некои од пратениците храброст, како што следува по законот, или поединец пратеник или пратеничка група, предлог законот да го достави на дневен ред. Меѓутоа, досега никаква информација, ниту трага, ниту глас од нашиот предлог. Пред 2 години јас бев предлагач на законот на амнестија. Покренавме граѓанска иницијатива, каде во рекордно време единствен граѓански активист собра над 10.000 подписи, поддршка, за да се донесе ваков предлог закон, иако секоја година народниот правобранител апелираше на лошите услови во затворите во Македонија, зголемената смртност, корупцијата, ширење на дрога, внесување на мобилни, никој досега не се одзва на неговата поплака. Од неодамна, сигурно пред една недела или 10, последниот извештај беше да се затвори приемното оделение. Приемното оделение имаме фотографија на лица во една соба, 4 на 4 квадрата, лежат како сардини. Ќе видите сликата. Немавме доволно финанси, бидејќи ние како граѓански активисти не можевме да направиме поквалитетни слики. Има една слика каде што веќе е проширена зараза. Немаме одговорност ниту од новиот министер за правда, немаме одговорност од директорката за санкции, немаме одговорност од директорот на Идрисово, кои што се уште продолжуваат да владеат, и за да добиете легло во самиот затвор или отсуство на 1 месец, треба да платите од 1000 до 5000 евра. Дали овие лица се уште треба да седат во нивните директорски места или треба да одговарат за злоделата? Можеби после ова моја изјава ќе бидам демантирана, меѓутоа имам сведоци каде што преку посредник се собирани илјадници евра до директорката на санкции. Понатаму имаме во владата, кога влезе новиот премиер, фотографии на златни шолји, барок, скапи лустери, а не може да се постави ниту една шолја, еве ги вецињата, каде што тие го прават својот измет. Сега не можам одолте да. Еве ги душеците на кои што спијат, тоа се обични пружини. За да добиете квалитетен душек во затворот, има одредена група на луѓе кои што работат за директорот, зимат одредена сума на пари и таму сека како Рокфелери. Понатаму, зголемување на смртноста, и вие новинарите сте сведоци дека ниту еднаш
До сега не излезе ниту премиерот, ниту министрите задолжени за оваа институција, ниту директорката за санкции, дека лицата кои што умираат од насилство или умираат од недозволена од предозираност, кои што, например, им сметаат да останат во затворите, се изнесуваат во сандаци и никогаш до сега не ја дознавме вистината. Или се удавиле во кофа вода, или се обесиле.